се сведоштва на жени жртви на семејно насилство, кои се охрабриле да проговорат и да стават крај на тортурата која трпеле со години. Тие велат дека најтешко е прво себе си да си признаеш дека си жртва, а потоа следува соочување со стравот од насилникот, срамот од околината, неизвестноста од иднината. Многу околности кои одат во прилог на насилникот, а многу помалку во корист на жртвата. Во Македонија нема официјална статистика колку жени се жртви на семејно насилство. Затоа, според професорот Маријан Младеновски, кој заедно со невладината организација Флоренс Најтигел од Куманово правели истражување, вели дека постојат повеќе причини. Стравот од губењето на деца, стравот од повторување на насилството, ако пријават нели воопшто случајот, понатаму стравот срамот поточно средината, што покажува и за нели се уште влијанието на високото влијание на конзервативните норми во нашето македонско семејство. Втората причина е степенот на образование на жртвите, односно нивната свесност да го препознаат насилството. Она насилство, кое не значи мудринки по телото, туку душевното насилство. Бројот на жртви е многу поголем во реалноста, во праксата, значи, и истиот е во голем дел и не препознае, значи особено одредени облици, например сексуалното или економското насилство, речиси и да не се пријавуваат, особено одредени категории на жртви, припаднички на одредени етнички заедници, како што се ромките, например, албанките, турчинките, помалку го препознаваат и помалку го пријавуваат, значи семејното насилство, особено одредени категории, одредени облици на семејно насилство. Понатаму дека, например, бројот на членови во семејството исто така влијае врз обемот, односно пријавувањето на семејното насилство. Понатаму дека степенот на образование, значи дури директно е во одредена пропорционална врска со бројот на или препознавање на семејното насилство, возраста исто така како критериум. Трета причина е тоа што семејното насилство се уште се третира како табу тема, како нешто срамно, каде жената најчесто се оцрнува и жигосува и каде нејзиниот избор да го напушти мажот насилник наидува на предрасуди. И зголемен е бројот на пријавувањето. Тоа е како резултат на сензибилизирање на граѓаните воопшто да го пријавуваат насилството, се поголемата свесност дека не треба да се премолчува насилството, а тоа не значи дека е зголемено или намалено, туку само е зголемена свесноста кај граѓаните воопшто и кај самите жртви за пријавување на насилството. Министерството за внатрешни работи води своја статистика, но во неа се регистрирани само случаите кога против осумничените за семејно насилство се поднесени кривични пријави. Според податоците на полицијата, во првите 6 месеци од оваа година, полицијата поднела кривични пријави против вкупно 388 лица. Од нив, дури во 94% случаите, насилниците се мажи. Во најголем број од пријавените случаи, вкупно 161, насилството било извршено од сопруг, во 84 од син и во 21 случаи од татко. Но според Марија Савовска од невладината акција Друженска, податоците на МВР не отсликуваат реалната слика за состојбата со семејното насилство во земјава. Полицијата, например, потребно е развивање на свест. Меѓутоа, МВР функционира на принцип на процедура и поплаки, значи имаше еден нагорен тренд на трансформација на тие поплаки во конкретни пријави. Меѓутоа, од она што го имаме ние како информација од анегдотски случаи или од медиумите, можеме да видиме дека тој систем всушност не функционира како што треба, бидејќи од граѓанските здруженија кои обезбедуваат сервиси добиваме информации дека многу често жените кои ќе пријават во полиција се соочуваат со предупредување дека лажното пријавување е кривично дело. Од пријавените случаи во првите 6 месеци, најзастапено е физичкото насилство, во дури 323, а било извршено едно убиство на сопруга и имало и 2 обиди за убиство. Невладините организации предупредуваат дека токму убиствата како најфатален исход докажуваат оти системот за заштита е нефункционален и дека убиствата се случуваат најчесто во случаи каде семејното насилство не било доволно третирано и превенирано од институциите.
Првата алка во Синџерот на заштита се шелтер центрите, каде жените наоѓаат привремено прибежиште за да се засолнат на безбедно од насилникот. Според податоците на Министерството за труд и социјална политика, на територијата на Македонија во моментот функционираат 4 регионални центри за згрижување на жртви на семејно насилство и само еден центар за советување. Освен државата, шелтер центри и канцеларии за прва помош имаат и неколку невладини организации, како на пример кумановската Флоренс Најтингел. Наша цел да ги охрабриме што повише жени да се јавljат, меѓутоа ипак е мал број. Жените не се храбри сами да се јават. Треба да ги извлечеме, да ги убедиме, да разговараме индивидуално, пошто се плашат од нивни последици, како што се десило многу пати, значи ако се пријавила не наишла на некој резултат и затоа се повлекуваат жртвите и ако почнат со судска постапка, значи се повлекуваат, не одат до крај да се реши тој проблем. Бегањето од дома во шелтер центар не значи решение на проблемот. Тоа, вели Марија Савовска од акција Дружинска, е само почеток на патешествието, низ кое поминуваат жртвите на насилство. Многу често засолнувањето како една од услугите кои треба да ги обезбедува државата не се единствениот начин да се третира, односно се само една од аспектите на проблемот. Бидејќи според нас многу повеќе би требало да функционира системот на прогон кон насилниците, бидејќи е нелогично жртвите да ги извадите од дома со децата и да ги изолирате од она што значи секојдневие, а насилникот без санкција да продолжи да се живее како што се живеел и претходно. Во регионалните центри има капацитет за сместување на 30 лица, а жртвите таму може да останат максимум 1 година. Невладините организации со години велат дека закон има, но недостасува интегриран систем на институции кои го третираат овој проблем. Кон прашањето за заштита на жените од семејно насилство, не треба да се гледа само од аспектот на постоење на регулативата, туку од нејзината примена, особено од страна на институциите, што од суштинско значење за борбата против семејното насилство. Нема доволно голема казна за насилник, се разбира. Треба да постојат закони кои се почитуваат. Ние имаме еден закон за семејно насилство, но сметам дека тој не се почитува доследно и не се применува. Најголема заштита е всушност едукација и охрабрување на жените и финансиско јакнење на жените. За борбата против семејното насилство да биде поефикасна, потребно е системско решение, жртвата да биде во центарот на вниманието и без разлика на чија врата да тропне, веднаш да се покрене целиот систем од институции. Системот би требало да се состои од 3 сегменти. Значи правниот систем за заштита кој подразбира кривичен прогон за насилниците и вториот аспект се привремените мерки за заштита, односно судски определени мерки кои се насочени кон насилникот и кои се од превентивен карактер или пак обештетувањето. Вториот аспект е системот на директни сервиси кои подразбираат информирање, советување, стручна психолошка помош или социјална помош или пак засолнување, значи засолнувањето е фактички дел од тој систем на директни услуги. И здравствениот систем кој всушност подразбира следење на повреди од насилство, медицински третман, медицинска документација, па која е потребна за судските постапки и така натаму. Македонија има закон за семејно насилство, но не е доволно добар, признава и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која неодамна најави радикални промени за спречување и борба против насилството врз жените. Владата и Министерството за труд и социјална политика, но и сите други министерства во моментов се исправени пред предизвикот да воспостават механизми за превенција, да воспостават услуги, но и механизам за кривично гонење на сторители на сите видови народово базирано насилство. Еден од приоритетите на владата на Република Македонија, заедно со сите министерства, е да се отпочне процес за ратификација на конвенцијата, позната како Истанбулска конвенција или Конвенција за спречување и заштита од насилство врз жената, вклучително и домашно насилство. Истанбулската конвенција досега ја имаат ратификувано 24 европски земји, а според најавите на македонската влада, тоа кај нас би требало да се случи до крајот на годинава. За државите кои што ја ратификувале оваа конвенција, се предвидуваат низа обврски во смисла на целосно третирање на сите облици на насилство врз жената
и преземање на сите мерки за заштита на жртвите и казнување на сторителите. Засега има само добра волја за борба против насилството врз жените, но и тоа некако е половично и лицемерно. Најдобар показател за тоа е што во предизборието само 20 од вкупно 62 кандидати за градоначалници од Скопскиот регион за локалните избори ја потпишаа јавната заложба за унапредување на заштитата на жените и децата жртви на различни форми на насилство, вклучително и семејното насилство. Во меѓувреме, билтените на МВР секојдневно се полни со инциденти во кои се претепани жени, сопруги и девојки. Најпоразителна е црната бројка од 28 убиства во периодот од 2012 до 2016 година, како последица на семејно насилство.